Пред 3 недели, скопскиот градоначалник поддржа необична мерка против возењето под дејство на алкохол. Можноста на нашите сограѓани кои имаат резервација преку ресторани МК да користат бесплатен такси превоз за враќање дома по добрата забава во некои од скопските ресторани е одлична прилика ваквата реалност на скопските улици да ја промениме. Навидум символичната мерка ја подели јавноста. Искрено мислам тоа дека е добра идеја, затоа што многу луѓе има што возат со алкохол во себе. Како ќе контактираат од рестораните шефот или директорот и како ќе ги носат луѓето пијаниште дома, кои ќе плаќат? Никој не знае точно. Сакате да кажете дека не ви е јасна процедурата како тоа се случува? Па не ми е, мене не ми е. 360 степени во ноќни акции. Ало, центар. Какви ваучери нешто, ние кафани нешто, дечки неки ми кажуваат нешто. Проверивме дали функционира мерката. Вечер без обврски е измислена за посета на кафеана, но за да се добие субвенцијата од 100 денари која треба да помогне уживањето да не се претвори во нечи ужас, патот почнува во виртуелниот простор. Првиот услов да се добие ваучер е успешна резервација на интернет страницата restorani.mk. Нам брзо ни се посреќи. Ако може едно меница. Пиде ракијата. Ајде бохал од куќата. Набрзо прашавме и за ваучерот, кој ни беше понуден и веднаш, но го добивме со сметката. Сакаш сега ќе го дам, сакаш после. Едно ваучерско мене. Не, прво да стигнеме до ваучер, па после. Добро, без разлика. Јас да го дам, дали ќе стигнете до ваучер или не. Ви еден шпил ваучери да ни донесете, па. Да. Најадени, напиени и со подмирена сметка, побаравме инструкции од домакините. Да прашам ова како функционира со ваучерот? Замислете со некоја такси компанија, ние викаме или како иде све ова? Пошто прв пат нарачувам преку ваучери, малце и ние сега не сме сигурни. Само преку интернет. Така? Пошто ние резервиравме кај вас преку интернет, ама сега не знаеме со ваучеров како да го искористиме. Треба ова што е тука позади, значи ова што е наведена таа ја бараме. Следниот шекор беше самите да си побараме возило од единствената такси компанија со која можевме да го искористиме нашиот ваучер. Ако може на кола... Да. Океј, фала. И токму на крајот, работата запна. Се јавив, меѓутоа ми рековте дека немате возило во моментот, меѓутоа ние сме со ваучер. Па, ки става порак. Но по неколкуте наведени минути ни стигна првичната порака дека слободно возило нема, што значи дека во пракса ова услуга баш и не функционира онака како што е замислена. По 15 на минути чекање, патот до дома од нашите работни обврски таа вечер повторно заврши со такси, но со друга компанија, платено од наш джеб без ваучер. Лоша среќа или лоша реклама е дилемата која ја имавме веќе следното утро и поради која излеговме во уште една акција. По иста процедура, интернет страница, резервација, потврда, најдовме кафеана. Овој пат излеговме во вторник, пред да падне ноќта. Така. За разлика од претходно, овој пат први ни го доставија ваучерот, аме ниту отпосле, без воопшто да се знае колку би бил цехот. Но дознавме и дека се добива субвенција и без да пиеш алкохол. Да те прашам, како функционира ова сега? Даваш ваучер, ја како знам. Даваш такси ваучер. Добро. Кажам дека сум прво пијано. Што не По 2 часа гоштевање го напуштивме објектот и повикавме такси во 21 часот.
дојде за неколку минути, но се појави нов проблем. Ова компанијата ваша има со нив подпишано. Не, мене никој не ми кажал за тоа. Чекай да прашам. Да. Ало, центар. Какви ваучери, нешто ние кафани, нешто дечки некои ми кажуваат нешто да ги возиме. Па не знам, ја прв пат да се кажува, прв пат не знам. И што треба да биде како тоа? Аха. Па добро, значи. Не знам, стварно прв пат ова. Се е во ред. Па меркава е нова од пред недела дена, Па не знам дека ноќе сам возам и не сум ни слушнал ништо. Овој пат се заврши добро. Искористивме ваучер за да стигнеме до дома. Глобал повелете? Добар ден. Од каде? Со ваучер сте? Во ред ќе ви стигне порака, која коли за колку време ќе биде кај вас? Молам, пријатно. Ова е диспечерскиот центар каде доаѓаат сите повици од потенцијалните патници во такси компанијата Global, која е дел од кампањата. За сега и нема многу патници со ваучери. Многу е мал процентот. Значи, некој минимален број. Така да очекуваме веќе кога, иако кампањата тргна пред повеќе од недела дена, за првата недела немаше одзив никаков, но сега почињаме малку по малку се повеќе и повеќе ваучери да имаме. Замислата на тој ваучер е дека ваучерот е 100 денари како обична банкнота од 100 денари. Вие се возите, ако направите сума помала од 100 денари, значи не може да добиете кусур назад, туку е загарантирана цената од 100 денари. Додека ако извозите поголема релација 130-150 денари, разликата од 100 денари се доплаќа. Во компанијата ни објаснија и зошто при нашиот прв обид не можевме да најдеме такси. Ние се трудиме да ги задоволиме сите муштери, наши клиенти, со возило. И имаме доста работа, може да се случи во некој момент да нема возило. Гледаме да ги задоволиме сите позиви што ги имаме, така да и позивот со ваучер дали и без ваучер кај нас се исто третира. Нема се уште во нашиот систем вметнато нешто дека ако е со ваучер дека ќе има некоја предимство. За граѓаните да почнат да користат повеќе ваучери и со тоа да се промени свеста, организаторот на кампањата Игнатовски смета дека треба посилен ангажман од сите инволвирани. Потенцирано ми е тоа и на самите ресторани и во такси компанијата дека имаат привилегија тие ресторани учесници да добијат што е можно побрзо возило, но тоа прашање не е се уште затворено, значи може да учествуваат и повеќе такси компании, сега за сега немаме дефинирано колку и кој, така тоа прашање се стои отворено за да биде подостапно во целиот регион на Скопје, би можело да се вклучат и повеќе такси компании. Дали кампањата ќе продолжи преку цела година, ќе зависи од постигнатите ефекти, велат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Целта беше всушност да се стимулираат граѓаните, тие кои што ќе бидат присутни по ugostителските објекти, да не патуваат со сопствено возило, туку да користат јавен превоз. Пробувањето на моторно возило под дејство на алкохол е еден од клучните фактори кои што загрозува безбедноста во сообраќајот. Статистичките податоци од Министерството за внатрешни работи покажуваат дека за само едно деноноќие повеќе од 1000 возачи се санкционирани за управување на моторно возило под дејство на алкохол, а анкетата која што ја спроведе Републичкиот совет во изминатите години покажа дека повеќе од 85% од возачите изјавиле дека некогаш управувале моторно возило под дејство на алкохол. До овој момент, оваа кампања се плаќа од буџетот на кафеаните и попустот на таксистите, а не од џебот на граѓаните, а само од паричник се плаќаат казните за возење под дејство на алкохол. Човечките жртви, за жал, не можат да се вратат по ниту една цена.